Црнила, пепел и ѕидови, ова е останато од домот на директорот на управата за извршување санкции. Ден по опожарувањето на семејната куќа на Александар Пандов во Скопско Орешани. Тој за Алфа вели дека ова е удар на криминалците врз борбата со криминалот и корупцијата и институцијата со која раководи. Јас сум 100% сигурен дека не е запалена куќата на Александар Пандов, туку е запалена куќата на директорот на управата за извршување санкции. И дека ова не е удар на Александар Пандов, ова е удар врз функционер кој што е функционер на владата на Република Македонија. Соседот го известил дека му изгорела куќата, веднаш пријавил во полиција која брзо пристигнала на местото на настанот и заедно со дежурен јавен обвинител извршиле увид. Ги очекува институциите да докажат дали пожарот е намерно подметнат. Според Пандов, ова не е само порака кон него, туку и кон премиерот, министерот за внатрешни работи, како и сите кои конечно сакаат да стават крај на криминалот и корупцијата. Борбата која што и јас и претседателот Христијан Мицковски, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и секој еден кој што е вклучен во борбата против криминалците во Република Македонија, кој што ги наследивме од претходната власт, ги има силно заболено и дека ова е нивни кукавички, очајнички обид да не повредат мене или функцијата која што извршувам. Пандов порачува дека ваквиот потек нема ниту малку да го заплаши, туку само уште повеќе ќе го мотивира да продолжи во битката со криминалните структури. Удриле на погрешен човек. Ова мене само ме прави уште повеќе решен, цврст, да продолжам. И јас, а верувам дека и претседателот Мицковски и цела влада уште посилно да се бориме против криминалците кои што за жал се уште ги има во Македонија, а секако дека ги има по македонските затвори. Пандов на функцијата директор на управата за извршување санкции е назначен лани во јули. Тој повеќе пати јавно зборуваше за катастрофалните услови во затворите, откри скандали и злоупотреби кои долги години се случувале во казнено-поправните установи.